Десетици нови случаи се работат за можни криминали сторени од претходната власт. Премиерот Мицкоски предупредува дека јавноста многу скоро ќе биде сведок на нови скандалозни информации за криминални активности на функционери и лица блиски на претходната власт. Детали за случаите за сега не се изнесуваат во јавноста, но известно е дека криминалот во ЕСМ тежок 6,5 милиони евра нема да биде единствениот кој што се расчистува. Кога ќе се обезбедат докази, основано сомневање за сторен криминал, Министерството за внатрешни работи заедно со срамежливото обвинителство влегуваат во акција. Таа акција беше спроведена пред неколку дена за која што вие зборувате. 23 лица се осомничени, 2 правни субјекта. Во периодот што следи десетици случаи се работат. На македонските граѓани ќе им стане многу јасно што се случувало изминативе години. Под истрага се случаи во кои се вмешани и функционери од ДУИ. Според Мицкоски, наредниот период јавноста ќе дознае кои се нивните вистински мотиви со заканите за дестабилизација. На партијата на Али Ахмети прво им пречеше што беше укинат балансерот, сега пак се закануваат со немири доколку бил чепнат законот за јазици, чија уставност ќе оценува Уставниот суд. Стигаат потврдите за криминалното однесување на оваа политичка структура и гарнитура во изминативе 20 на години. Многу случаи се работат поврзани со високи поранешни функционери на Демократската унија за интеграција. Јавноста многу скоро ќе види кој е во суштина вистинскиот мотив на актуелното раководство на Демократската унија за интеграција, дека најмалку се грижат за тоа што требало да се грижат. Пред 2 дена отворен беше случајот со кодно име Адитив, каде 23 се осомничени дека создале група која во периодот од април 2023 до август годинава правела кривични дела, злоупотреба на постапка за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство, злоупотреба на службена положба и овластување и перење пари и други приноси од казниво дело. 8 луѓе добија 30 дена притвор, меѓу нив и поранешниот директор на ЕСМ Васко Стефанов. За еден е определен куќен притвор, додека за 13 мерки на предпазливост. Екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски е недостапен за органите, бидејќи е во бегство според неофицијални информации во главниот град на Австрија, Виена. За него се побарани мерки на предпазливост за кои судот ќе одлучува кога тој ќе биде достапен.